Добра вечер, драги мои. Ептен ве има кој да ве брои. Каков почеток. Ова е времето денес на телевизија. По изјавата на господинот Мендух Тачи дека престојните избори ќе бидат касапана, се огласија касапите на Република Македонија кои побараа од партиите и ДИГ под итно да бидат вклучени во изборите како посебен политички субјект кој што, како што доликува на една касапска партија, крваво би се борел за пратенички мандати и место во владата. Од еден касап од Дижонска кој бараше да остане анонимен, дознаваме дека името на новата партија ќе биде Партија на студеното оружје Касапско, или скратено ПСОК. Нашата ПСОК не треба да се меша ниту со шток, ниту со мок, а уште помалку со пасок, појаснува анонимниот касап од Дижонска и додава. Во нашата политичка програма со црвени букви, како што е редот, децидно стои запишано дека ќе се залагаме за пронаоѓање нови методи во областа на транжирањето свињи од секаква провиниенција. Понатаму, напорно ќе работиме да ја прошириме свеста кај нашите поделени граѓани дека синтагмата крв до колена не мора буквално да значи крв до колена, туку може да значи колатерална штета во изборната трка. Освен тоа, доколку крвта на вистина плиска од сите страни, тоа воопшто не би требало да значи дека Македонија пропаѓа, туку дека на местото на Македонија можно е да се појави ново Македонско море, кое што ќе биде пандан на Црвеното море. Во секое црно има и бело, објаснува касапот од Дижонска. Покрај ова, дознаваме дека партијата на студеното оружје Касапска нема да коалицира ниту со ВМРО вистинска, ниту пак со било која друга партија. Затоа што, ако веќе се очекува на изборите да биде касапана, тогаш се подразбира дека партијата на касапите ќе биде во блага предност пред останатите партии. Па затоа трпеливо ќе го чека исходот од гласањето. Доколку победат на изборите, најавуваат брзо економско оправување на земјата преку намалување на трговскиот дефицит на тој начин што стократно ќе се зголеми извозот на ладно оружје пред се за балканските земји, а потоа и за европскиот пазар. Ако е бал, нека е маскен бал или бал на вода, изјавуваат извори блиски на партијата на касапите. А сега, реакции од граѓаните. Па валјда окей, немам проблем. Јас мислам дека тие не се при свест, тие се во занес некој, така да можат да направат секакви глупости. Расправи караници со родители, тепање, малтретирање, тоа е. Има агресивни и неагресивни. Агресивни се, да. Агресивни сигурно немаат контрола врз себе. Најагресивни се. Недобри. Агресивни. Многу се лоши. 420 болеста имат. Да ми искрено кажем, nije mi poznato, ali nešto najgore što može da bude. Тоа беа граѓаните и селаните, а сега... Глата ме боли. Што те боли глата? Абе ме буцкат нешто во глата. Нето Вовка, ајде да не седел на промаја. Кај те боцка? Абе, ја глед негде овде од прилика. Овде негде. Еба чекај, од тука погледај вака, тука ме боли. Абе, знаеш дека некој ти збрцал нож? Нож? Каков нож, бе? Абе, неќам нож. Готов сум. Умирам. Ајде, умирај. Море уште су живи. Значи не уништив су. Како нинча. Леле, глада. Абе, што ми требаше да ода на то основачко собрание на партијата на касапите. Абе, мислев локум ќе делат, па отидов. Леле, кога се затепаја,
ko počne da letat nožoj na site strani, a ja vaka legnav dolu i ćutam. Možem da se spasa. I to pred malku mislim дека su se spasila, ma izgleda ubo me izdupile. Baško, aj dojdi. Aj se ovaka izvaj mi go, ama pazi da me boli, važi? Ajde. Go izvaj. Aba me boleše, mačko. Ama spolaj ti što mi go izvaj, Ančaro. Ajde se oda da legna malo, tu su ranet. Ave drugo, ko će ti go izva. Ave sega je lesno. Pa da ti kažem, тоа баш не можам ни да ти кажам со кој оружје, со секој оружје може, со пиштол, со митролези, со бомби, со све, како сега ще нашата држава све дозволиле нешто да се онади. Со секакво оружје било за заштита на нашиот идентитет. Што ќе ни дадат? Со тоа ќе одиме. Не би требало да се ратува сега. Со автомат. Со атомска боба зала. Со мозок. Како би одредили така? Се разбира. Исклюзиво со ватрено оружје. Да научиш и некоја строфа. Зошто е толку убав денот? Дека не е грд, бе, бацка. Машала, машала. Ами ова новава партија на касапите псок оди од училиште во училиште и на сите средношколци им дели ладно оружје. Абе има ками, скакалци, лептери, јатагани, анџари, чаки, саби, мечови. Абе има се што ти душа сака, баце. Машала, машала. Абе средношколци ме пеат од радост, еј. Абе на никој досега не му текнало да ни донесе ладно оружје, бе, бацка. А толку многу ни се наоѓа за време на нашето макотрпно школување. Happy day! И сега конечно ќе можеме да здивнеме, бацка. А нашите средношколци веруваат дека максимално ќе ги оправдаат подароците и то вербата која што им ја укажа касапите на Република Македонија, бацка. Happy day! Друго нешто имаш да кажеш? Баце, немам време. Абе, некои деца си играле со ножеви во едно школо, па едното од нив малку се повредило. Одам да го однесам в болница, бацка, зашто нема коли за брза помош. Што ќе правиш во последно време побарувачката расте, баце? Ајде, отидов ја. Happy day! Happy day! Добри се за политика. Мислам флексибилни. Све знаат и најтенки во памета се. Доста се јаки. Се најубаво. Се најубаво мислам. Па шо поише тоа поубаво? А сега, само за вас, драги гледачи, неповторливиот, единствениот, најголемиот меѓу најголемите. Јас, вашиот пророк и временски пријател, вашиот Бог, Перун. Идете до Перуне. Ќе го биде ли времето за време на изборите или нема да? Времето сигурно ќе го биде, синко.
Ама нас дали ке не биде, не знам. Нешто ми мириса на црвено, синко. Гледам земјата, црвена. Го гледам небото, црвено. Се околу нас е црвено, а не гледам комунисти, кмери, ниту бригади, црвени. Имам визии на луѓе во црвени престилки, кои што некогаш биле бели, како мафтацо нешто, исто толку црвено во рацете. Црвено горе, црвено доле, црвено лево, црвено десно, касапана! Сигурно стегнал 2-3 чашки црвено вино. Треба да иде. Затоа веројатно му се гледа и толку црвено. Се надам дека ќе му простите, драги гледачи. Дури и јас поцрвенев малце од незгодно. Наравно, да. Да. Ги сакам. Da. Да, да, да. Да. Много ми е драго и много ме изпълнува. Не. Највише ги мразам тие. Не ги сакам. Во ред, тука негде и крајот на времето денес на телевизија. Не облекувајте црвено деновиве. Ѓаволот не треба да се вика, туку да се брка. Довидување и да живеат касапите во Република Македонија.